Почитувани, добро вечер, ја следите емисијата Став. Вечерашен гостин е директорот на Средното техничко училиште на Цебуѓони, господинот Драган Јаневски. Директоре, добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во емисијата Став. Добро вечер и поздрав до гледачите на Телевизија Плюс. Со оглед на воредната состојба, оваа учебна година, односно крајот на оваа учебна година беше поразличен од останатите. Учениците пред време ги напуштија училишните клупи. Како функционираше овој дел од наставата? Еве, наскоро е 10 јуни, завршува учебната година, но и онлайн наставата, како сте задоволни? Така. Значи, оваа година ни се случи COVID-19, вирусот, пандемијата која што го запати целиот свет, па истото и во нашата држава. И нашето училиште ја прекина редовната настава на 10 март и по препорака од Министерство за образование и наука, наставата ја започнавме онлайн од 25 март. Што значи дека ја привршивме годината со онлайн настава. Значи, годината е реализирана во целост за матурантите, завршени наставнички совет, значи годината фактички е завршена. Останува уште неколку дена од овие редовните ученици што се од прва до трета година, значи до 10 јуни и таа настава ќе заврши. Се одвива, значи, по предвидениот протокол што е даден од Министерство за образование и наука, значи по платформите што се предвидени од Министерство. Наставата реализирана во целост, што значи дека отстапување нема од она што беше предвидено како реализација на настава во нормални услови. Се беше како што треба, значи препораките беа испочитувани, учениците редовно ги посетуваа наставата, имаше некои отстапки, значи знаеме во какви услови живеат учениците, значи беа пријавени во Министерство за образование и наука, имаше донација, значи доделени компјутери и таблети на деца кои што немаат услови за онлайн настава и се заврши како што треба да се заврши. Што значи дека сме задоволни од она што беше предвидено и што е реализирано за оваа учебна година. Да, надлежните одлучи оваа година да не се полага државната матура, меѓутоа го немаше и она традиционално збогување за матурантите. Што значеше за нив тоа? Какви беа реакциите? Така, значи реакциите се такви како што се, значи се знаеме дека децата се хендикепирани, значи што не може да го изведа таа завршна весела која што традиционално е на овие наши простори за прослава на матурска вечер, али се свесни дека во овие услови значи не може да се направи такво нешто, што значи дека оставено е за некои наредни времења. Наставната година завршува на 31 август, значи се надеваме дека може и такво нешто да се случи до 31 август. Значи нормално со дозвола од Министерство за образование и наука и ако се створат услови во кафаните, тоест во просториите каде што може да се изведе ваква забава. Значи, хендикеп е оваа година што е такво нешто, али мора да се прилагодиме на тие услови кои што ни се наметнати со пандемијата која што не зафати и нас. Да, вреди да се истакне дека професори од вашето училиште изминатиот период активно учествуваа во справувањето со коронавирусот во Куманово. Тие помогнаа во изработка, односно тие ги изработија оние пунктови за дезинфекција, автоматски пунктови за дезинфекција на возила кои беа поставени на неколку влезови на градот. Така, значи по препорака на градоначалникот, значи ние искочивме во пресретна на нашиот град, значи што можевме да направиме како техничко училиште направивме, значи ја конструиравме таа опрема за дезинфекција на возила на влезот во градот Куманово и беа наместени 8 пункта на сите влезови, фактички се тоа, значи сите возила што влегуваат во градот беа дезинфицирани и мислам дека во голема мера допринесовме за справување со оваа криза што не зафати, значи со COVID-19. Имаше изработка и на така наречени тунели за дезинфекција, значи со помош на нормално со градоначалникот и со општината Куманово, ги изработивме тие тунели и ги дадовме на Центарот за јавно здравје, болница, има и уште најава дека уште некои ќе се направат, значи за армијата и за полицијата, али се тоа во соработка со општина Куманово и градоначалникот.
Да. Мислам дека во голема мера допринесовме за справување на општината и општинскиот кризен штаб со справување со оваа пандемија што ни се случи. Мислам дека и останати општини низ државата бара помош за изработка на овие. Имаше, да, имаше. Значи, ние бевме меѓу првите во Република Северна Македонија што конструиравме ваква опрема, заедно со работка со Кочани, Кавадарци, значи општината Кавадарци, па после тоа ги им помагавме на другите општини, пред се во Скопје, за да се и они на ваков начин со ваква опрема справат со пандемијата од коронавирус. Да. Она што е веќе актуелно е предстојните уписи. Првото пријавување мислам дека е закажано за 16 и 17 овој месец и согласно конкурсот на Министерството за образование и наука, мислам дека вашето училиште може да прими во прва година над 700 ученици. Так, значи по конкурсот за оваа учебна година 2020, за наредната, оваа и наредната 2020-2021 година во нашето училиште се предвидени се запишат 714 ученика во 21 паралелка, од кои што 10 паралелки, тоа е 340 ученици се со настава на македонски наставен јазик, а 374, тоа е 11 паралелки се предвидени за настава на албански наставен јазик. Во нашето училиште знаеме дека има три профили, на три струки, значи тоа се машинската, електротехничка и здравствена струка. Во машинската струка се предвидени 204 ученици да се запишат во 6 паралелки, во електротехничката струка се предвидени 340 ученика во 10 паралелки и во здравствената струка се предвидени 170 ученика во 5 паралелки. Значи зборам за настава и на македонски и на албански наставен јазик. За профилите да ги запознаеме, значи гледачите, значи во машинската струка имаме техничар за компјутерско управување, имаме машинско-енергетски техничар и конструкцијски механичар. Значи првите две, техничар за компјутерско управување и машинско-енергетски техничар се профили од 4 годишно образование, додека конструкцијски механичар е од 3 годишно образование. Во електротехничката струка имаме два профила од 4 годишно образование, тоа се електротехничар енергетичар и електротехничар за компјутерска техника и автоматика. И имаме два профила од 3 годишно образование, тоа се електроинсталатор и монтер и на настава на македонски наставен јазик и на настава на албански наставен јазик и електромеханичар, тоа е профил 3 годишно образование кој што го има само за настава на албански наставен јазик. Во медицинската струка, значи имаме профил медицинска сестра и за настава за македонски наставен јазик и на албански наставен јазик. Запишуваме за настава на македонски јазик 2 паралелки, а за настава на албански наставен јазик 3 паралелки. Тоа се струки профили што ги има во нашето училиште. Можеме и да им ги кажеме, значи, поените кои што се предвидени за запишување на учениците. За техничар за компјутерско управување се предвидени, зборам од машинската струка, 45 поени. За машинско-енергетски техничар се предвидени исто така 45 поени и за 3 годишното образование конструкцијски механичар се предвидени 30 поени минимум за запишување на ученици. Во електротехничката струка за електротехничар енергетичар се предвидени 45 поени, додека за електротехничар за компјутерска техника автоматика 55 поени. За 3 годишното образование и за електромеханичар и за електроинсталатор и монтер се предвидени 30 поени за запишување на ученици. Од медицинската струка, значи за медицинска сестра, минимум поени за запишување се 70. Значи тоа се профили и струки што ги имаме во нашето училиште со минимум поени за запишување на учениците. Имаме 3 уписни рокови, значи првиот уписен рок е фактички тоа е еден уписен рок со неколку пријавувања. Значи првото пријавување е на 16 и 17 јуни, второто пријавување е на 24 и 25 јуни и третото пријавување е на 29 јуни. Има уште едно пријавување, тоа е како втор уписен рок, фактички во август месец, на 24 август, со тоа што тоа е пријавување само за оние ученици кои што останале на поправни испити во основното училиште.
Директоре, знаеме дека изминативе години навистина имаше голем интерес за здравствената струка, дури и од повозрасни кумановки навистина беа заинтересирани, тие следеа и вонредно настава. Така, значи нашето училиште, овие три струки што ги имаме во нашето училиште се доста актуелни моментално денеска на пазарот на трудот. Значи и електротехничката, и здравствената и медицинската струка, не само во нашата држава, туку и пошироко, значи потребите за здравство. Од сите тие три струки, медицинската струка предначи, фактички најбарана е на пазарот на трудот и најповеќе заинтересирани има за здравствената струка, тоа е за профилот медицинска сестра. Покрај редовните ученици, значи што ги запишуваме, ние секоја година имаме голем интерес и за вонредни ученици, значи ги запишуваме, значи вонредните ученици се запишуваат некаде околу 15 септември и имаме предвидено, значи по правилникот што го имаме и по законот, значи за средно образование, можност да ги примеме тие ученици со тоа што треба да имат некое средно образование завршено, па да можат да направат некоја доквалификација. Значи си има, значи редовна процедура за запишување на тие ученици, испитни сесии во кои што ги полагат тие испити, каде што ќе го покажат своето знање за да можат да се стекнат со диплома која што ние ќе им ја дадеме. Како техничко училиште обрнувате големо внимание и на практичната настава, која што е доста значајна, имате и современи кабинети, опремени и слично. Так, значи ние како техничко училиште располагаме со голем број на кабинети за сите три струки и кабинетите можеме слободно да кажеме дека се едни од подобрите во нашата држава, зборам за сите средни стручни училишта што ги има во Македонија. Опремени се, значи ние даваме посебно значење на опремување на кабинетите, значи зборам за сите три профили и за двата наставни јазици, и за македонскиот и на албанскиот, што значи дека практичната настава е задоволена во целост со онаа програма која што е предвидена од Министерство за образование и наука. Од оваа година, значи сега што е започната од 2020, имаме реформи во средното стручно образование, што значи дека веќе од прва година почнуваме активно со практична настава и новина е, зборам во однос на претходните години, што оваа година сите, значи, ученици мора да посетуваат, значи, практична настава и феријална пракса која што е предвидена со закон. Сега оваа година, значи, ги чекаме напатствијата од Центарот за стручно образование и Бирото за развојно образование, значи зборам во скоп на Министерство за образование и наука, да видиме како ќе се изведе таа феријална пракса, која што е задолжителна за да можат учениците да продолжат со своето образование во втора година. Напатствијата ги чекаме, значи во летниот период учениците треба да посетуваат некои соодветни фирми, значи да се стекнат со таа пракса која што им е предвидена за прва година. Во нашето училиште, значи покрај таа феријална пракса се одржува пракса која што е во нашите кабинети и тука немаме никаков проблем, значи се одвива според планот и програмата која што е предвидена. Пак ќе повторам, значи тие кабинети можам слободно да кажам дека едни од најопремени во нашата држава и не случајно зборат и успесите што ги имаме покажано на државните надпревари во сите три струки. Затоа го носиме епитетот најдобро средно училиште во Република Северна Македонија. Веројатно токму тоа и треба да ги убеди учениците да го одберат вашето училиште, да се одлучат да се запишат во техничкото средно училиште. Так, значи искуството и знаењето што ќе го стекнат, значи покрај на теоретските часови, значи неминовно е практична настава. Практичната настава е неопходна за да можат понатаму да се вклучат и на пазарот на трудот, а и да продолжат на некое соодветно високо образование после завршеното средно училиште. Да. И уште каде може да се информираат сите заинтересирани ученици за конкурсот и сите детални информации? Сите знаеме дека секоја година ние се представуваме пред основците, значи вршиме посета на основните училишта, ги презентираме нашите струки што ги има во нашето училиште. Оваа година сме спречени, значи поради COVID-19 и ние настапивме на друг начин, значи ние сакавме што поголем број на заинтересирани деветоделенци да ги информираме преку нашиот сајт. Значи сите информации
деветоделенците може да го добијат на нашиот сајт, значи nacebujoni.mk и ќе ги добијат сите информации, значи и запишување и потребни документи што им се, значи се има на нашиот сајт. Само е потребно да влезат на нашиот сајт. Ние направивме неколку линкови со актуелните веб сајтови во Куманово, значи за да можат да стигнат полесно деветоделенците, значи полесно да ги информираме, полесно да бидат достапни за нас. Сите услови што се за запишување во прва година може да ги видат на тој сајт и по препораките што ги имаме сега од Министерство. Значи убаво би било, значи идните средношколци, тоест деветоделенците, да може да ја земат пријавата, да ја преземат пријавата од нашиот веб-сајт, да може да ја пополнат, значи веднаш пред да дојдат во нашето училиште. Значи тоа е препорака една од Министерство, за да не може да се стварат гужви, значи оние што ги има традиционално обично при првите уписи, значи зборам за 16 и 17 јуни. Пак ќе повторам, значи сите информации ќе ги има на нашиот веб-сајт www.nacebujoni.mk. Значи се има поставено таму, точно протоколи, структури, профили, поени, значи како треба да се одвива процесот на запишување на ученици во прва година. Пониза години училиштето ќе добие спортска сала, мислам дека изградбата е при крај, ќе биде ли подготвена за новата учебна година? Па, постојано сме во контакт со Министерство за образование и наука и општината и градежните активности околу спортската сала се при крај. Значи во овој момент ја не можам да кажам точен датум кога ќе се отпочне со работа спортската сала, фактички кога ќе се одвива наставата, али се надевам дека во овој летен период, значи овие наредните 2-3 месеци, дека ќе завршиме со сите активности што се започнати таму и дека од 1 септември ќе може настава да посетуваат учениците. Зборам за физичко и здравствено просветување во новата спортска сала. Мислам дека ќе бидне во најкус можен период, затоа што ептен се при крај, значи работите, само што оваа ситуација со вирусот и престојните парламентарни избори, значи не знам како точно ќе се одвиваат, али верувам дека до 1 септември ќе завршиме со пуштање на спортската сала. Од какво значење ќе биде овој спортски објект за училиштето? Од огромно значење, значи спортска сала на интегрална, кога има оценување на училиштето, секогаш мана на техничкото училиште беше спортската сала. Еве, после 60 години постоење на Нацебуѓони, дојдовме до таа посекувана спортска сала. Значи, верувам дека наставата по физичко и здравствено воспитување ќе се реализира во целост како што е предвидена по наставната програма, некако до сега, значи во импровизирани услови, значи надвор, посебно отежнато во зимскиот период, кога знаеме какви се надворешните прилики. Изминатиот период бевте активни и на други проекти, имавте соработки со училишта надвор од државата. Така, значи имавме размена на ученици, значи со другите училишта од надвор од државата, посебно актуелен е онај РИКО проект, значи кој што го започнавме. Имавме, значи ќе продолжи уште соработката, значи со училиште од Травник, од Босна и Херцеговина и од Кикинда. Значи училиште со тоа што сите активности се прекинати, знаеме поради што, значи границите се затворени, али верувам дека штом ќе се створат услови, штом ќе се пуштат границите, дека проектот ќе продолжи. Такви се и препораките, значи се е стопирано во овој момент, али ќе продолжи во периодот кој што следи, периодот на кога ќе ги отворат границите и ќе се има размена на ученици помеѓу државите. И за крај, кои се плановите и очекувањата од предстојната учебна година? Ние се надеваме дека трендот на запишување на ученици во Нацебуѓони ќе продолжи, значи поради знаеме, значи актуелните структури кои што ги имаме, дека ќе ги формираме сите паралелки кои што се предвидени по конкурси и дека ќе продолжиме со успех понатаму. И градежните работи кои што се предвидени, значи за овој период, значи што следи, ја како директор планирам некои интервенции да се направат и во зградата на ЗИК, каде што се изведува наставата на албански наставен јазик и во централната зграда и во работилницата, што значи дека условите ќе бидат подобрени на уште поголемо ниво до 1 септември и верувам дека
со уште поголем ентузијазам и успех и продолжиме понатаму во наредната учебна година 2020-2021. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат и учениците и нивните родители. Благодарам на вас за поканата и поздрав до гледачите на телевизија Плюс. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.